На иницијативата неодамна и се приклучија и припадниците на ОНА и македонските бранители и ветерани. Овој пат заедничката мака ги натера да се видат. Саркастично, но вистинито. Денеска кафејаните и маката не зближува, а политиката не разделува. Но кој ќе речеше дека до некогашните закрвавени противници кои се гледаа низ нишанот, денеска ќе седнат на маса. Припадниците на ОНА и македонските бранители против инертноста на институциите. Сложни се. Не е прашање на победници и поразени. Прашање е на принцип. Долгогодинешниот инертен став на државните институции и политичкиот пазарлук без есап е една од причините да се видат денеска на маса, а не во шума. Дали равнодушниот став на институциите ве зближи вас и ОНА сега? Така, ова е, видите, вака едно комплексно прашање. Ние, мислам, по односно на прашање не настапуваме фрустрирачки. Мислам, од аспект фрустрирачки дека имаме ние непријател. Ние знаеме дека секогаш треба прашањата да се решават на маса, меѓутоа тоа е прашање малце пошироко, бидејќи имаме еден проблем кај нас во Република Македонија, пак ќе кажам, значи институциите на системот се уште не направиле анализа и процека на сета таа состојба, како се од цел да се изградат системски приод во решавањето на проблемите. Ние сме сведоци на бројни прашања, нели, кои ете и законот за бранителите кој не помина во собранието, бројни прашања кои се нерешени. Значи пред се главен носител во решавањето на овие прашања треба да бидат институциите на системот на Република Македонија кои се задолжени за овие прашања. Се поставува едно многу, да кажам за нас, фундаментално прашање. Пример, зошто при, да кажеме, проектите кои се за спомениците за бранителите, никош не се констатирани бранителите. Пример, така. Дали е тоа веќе еден проблем? Зошто до сега, да кажем, институциите на системот не организирале трибина? Пример, свесни сме дека во последните години беа организирани бројни трибини за конфликтот во 2001 година. Зошто државата не го направи? Таму има платени луѓе кај што треба да ги анализираат овие прашања и каде што треба да дават решенија за овие прашања. И затоа сум среќен што присуствувам, да кажам, на ова собрание, каде што можеме да дадеме ние придонес, меѓутоа пак ќе кажам дека и самата држава треба да дава силен потик и да биде поддржувач не само формално, него суштински во изнаоѓање на решенија за градење на тие, да кажем, проекти кои се во насока за помирување на сите тие конфликтни состојби во Република Македонија. Дали регистарот на фактите ќе ви помогне полесно да ги остварите барањата кои што никако не успеа да ги поминат процедурите во институциите на системот и во законодавниот дом? Тоа е еден чекор напред во расветлувањето на едно прашање кое е табу тема во Република Македонија, че ние немаме точен преглед, нели, на сите загинати, што е, мислам, навистина една жална информација. Јас се надам дека таквата информација ќе побуди, да кажам, и кај сите граѓани на Република Македонија еден друг мотив да градиме на заедничка заработка со цел таквата, да кажем, конфликтна состојба да не се повтори Република Македонија и да биде една трајна порака во Република Македонија до сите граѓани дека сите прашања може да се решават на подруг начин, на поцивилизиран начин, а не со оружје. Значи ние треба да градиме со заеднички сили да градиме една стратегија каде што сите прашања ќе се решават на мирен и достоинствен начин. Значи за таа цел, пак да кажем уште да повторам, сметам дека тие информации ќе бидат многу битни во натамошните, да кажем, проекти во тоа прашање. Но Јабедин Зимбери, сегашен пратеник во собранието, а некогашен учесник во конфликтот во 2001, смета дека политичкото пазарење е само навреда за преживеаната болка. То иде, а ние губиме на чекори, се уште наместо да работиме на она линија за да се зближуваме, нонстоп ова
да не речам дека правам политика, но стварно е ова политика нарочито 10 годишна после конфликтна, а ова нарочито ова 4 годишна политика прави повише во тоа да ги подели граѓаните и да ствара тензии меѓу граѓаните и никако да дојдеме до тоа помирување кое ќе не води напред. Се надевам дека нешто ќе биде од таквата комисија. Јас и на нив сум им кажал, ако случајно во таа комисија се работи за помирување, сум спремен све од себе да давам, али ако е во насока на тоа да само биде нешто, некој нешто да преземе, да се прави политика или нешто, маркетинг, јас во такво нешто нема да учествувам. Нити во Македонија, досега сум учествувал на сите средби кои се во таа насока, се уште нема некоја средба која стварно би седнале сите и не да покажуваме груди кој е поја, кој не, туку да на тие грешки кои во минатото сме ги имале, да можеме да ги поправиме и да одеме напред. Ние сме мала земја, 2 милиони граѓани, тоа е срамота да не може да живееме заедно. Сметате ли дека тие членови, како што спомнавте, кои што изгубиле членови од нивното најблиско семејство, можат да ги соочат фактите од конфликтите и баш тие да допринесат за помирување? Моментално тие не се во можност да го прават тоа, затоа што има дискриминација во таа линија, затоа што ви реков, едната страна кој има изгубено во конфликтот, имаат добиено и пензии и разни бенефиции, а од другата страна немаат ништо. И значи тука е малку тешко, но само со рамноправно гледање на работите, мислам дека ќе дојде до таквото помирување, а тоа мора еден ден да се направи. Ако нон-стоп ние инсистираме на тоа дека на нив не им следува, на нас не следува, значи се уште постои таа поделеност која ќе не води во една погрешна насока и тие луѓе нема да се осеќат лојални кон оваа држава. Затоа треба да се работи нешто во оваа средина за да може да ги зближиме овие работи и да чекориме напред. Но ако се слуша зборот на постарите, тогаш искуството вели дека без помирување нема иднина, но нема и доверба. Време е регионот, но и ние да се помириме, вели генералот во пензија Илија Николовски. Од луѓето во Република Македонија постои подготвеност да се тоа направи. Конкретно за себе можам да кажам дека апсолутно сум подготвен да идам, да се поклонам ако треба кај жртвите и на другата страна. Затоа што кај жртвите, односно кај мајките, независно чие од која нација припада, секоја мајка е мајка, крв е крв. И затоа тоа треба да се цени и почитува. На бранителите и на припадниците на ОНА добре дојдена им беше идејата на коалицијата за Реком. Неколку години наназад се заговара идејата која денеска е во фаза на реализирање. Болката е иста, а помирувањето почнува од себе, велат. И тоа е животна шанса за генерации сегашни и идни. И невладиниот сектор е обединет во мисијата за помирување. Помирувањето е прашање и на политичка култура и зрелост, а дотолку повеќе е тоа вистинито, затоа што инцидентите се фабрикувани, а не изродени од нетрпеливост, вели единиот невладината цивил. Иако маката обединува, тогаш Белград беше средиштето на болката. Неодамна во некогашниот главен град на големата држава се сретнаа сите засегнати страни од регионот и го усвоија статутот по кој ќе делува комисијата. Идејата за формирање на регистар во кој ќе се наведат фактите за болните случувања најде на позитивен оддек во Србија и Хрватска. Председателите Иво Јосиповиќ и Борис Тадич застанаа зад иницијативата. Кај нас допрва ќе одекне, но постои ли поголемо лобирање од самата болка и самото страдање, но и од желбата за помирување. Силата на оваа иницијатива е во граѓаните, во организациите, во граѓанскиот сектор, затоа што во моментов над 1100 организации поединци ја имаат поддржана иницијативата. Меѓутоа ние сме свесни дека ништо не е можно без политиката. И токму затоа ќе им се обратиме во наредниот период многу поинтензивно на политичките елити да го поддржат овој процес и да го институционализираат преку прифаќањето на нацрт статутот, кој што ви реков треба да има сила и легитимитет на меѓународен договор. Тоа значи да стане дел од нашето домашно право
и да се спроведува, бидејќи секој од државите ќе треба да ги стави во функција своите институции, своите податоци за да може да се оствари целта на регионалната комисија. Госпоѓо Гордана, ве прашувам сега како новинар, после она што се случи на Калето, верувате ли во вистинско помирување во Македонија? Јас сум мајка, како и многумина други, и сакам моите деца да живеат во нормална средина. Сакам да ги напуштиме некои стереотипи и да живееме не едни покрај други, туку едни со други. Мислам дека тоа не е невозможно. Македонија може би не е најуспешната приказна, меѓутоа многу поуспешна од други. И верувам дека доколку сите ние би се ангажирале малку повеќе, а политичарите доколку сватат дека е премногу чувствителна, сензитивна тема меѓу националните односи, дека со тоа не треба да се игра, бидејќи е подпалување на оган, на сите би ни било подобро. Затоа што сите, разговарате со ваши врсници, пријатели од друга етничка заедница, не мачат исти проблеми. Главно економијата, неизвестноста, социјалата. Само доколку го најдеме она што не поврзува, а нешто не разделува, ќе го најдеме најдобриот рецепт за живот заеднички. Војкот на предизборната треска и магичните сметала се калкулира со се, но не и со болката. Чајот во чаршија и кафето во Дебармало е само сопка за сите оние кои сакаат да го испровоцираат Калето и сеќавањата. Младите се спремни да живеат, а возрастните да заборават.